Почитувани граѓани, да беше Македонија земја членка на Европската Унија, неодговорната власт во доминување, досега ќе беше тужена од страна на Европската комисија за убиство од небрежност на своите граѓани. Загадувањето на воздухот помина сите граници, и тоа не еднаш, не два пати, туку на одредени места и 20 пати над дозволените граници, кој што е мерното место директоратот. Надлежните органи и институции не само што не се обидува да најдат начин да го заштитат здравјето на граѓаните, туку со своите штетни политики придонесоа загадувањето на воздухот да се зголеми. Сечењето од цели паркови или непланското подигање на бетонски зданија, што ја наруши природната циркулација на воздухот, се меѓу нив. Скапите стратегии и планови на досегашната неодговорна власт се уште се на хартија, додека во 30 од 100 случаи причина за смрт е загадувањето на воздухот. Укажуваме дека се потребни итни мерки што ќе дадат веднаш резултат за намалување на загадувањето. Посочивме на некои од нив да се воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на Скопје и другите поголеми градови. Веднаш времено да се запрат сите градешни активности, посебно на територијата на градот Скопје. СДСМ во својот план за живот се обврза на низа долгорочни мерки за намалување на загадувањето на воздухот, со што ќе го заштитиме здравјето на граѓаните. Ќе се воведе целоста газификација на Скопје, но и на другите градови. За најголемите загадувачи ќе обезбедиме субвенции за најсовремени филтри, а ќе субвенционираме и фотоволтаични уреди за користење на сонцето како природен енергенс. Никој не смее да се игра со здравјето на граѓаните. Граѓаните имаат загарантирано уставно право на чист воздух и владата мора тоа да им го обезбеди.